другари, добро дојдовте во уште едно ново видео, уште еден нов влог. Малку покасно го почнувам ова видео. Веќе почињам да правам ручек, така што ќе гледате што ќе готвам, а воедно и секојдневните наши работи во животот. Денеска, искрено, Марија ми станува 7, ноќеска стануваше 2-3 пати. И заспа негде околу 10:30, 15-11 и јас со Незо сум заспала до 11:30. Овие денови се зезнавме затоа што 2 пати ја легнував, а таман фативме ред само на една дремка и се вратила старата. Така што ќе видиме сега што и како периодот ќе не следи. Се надевам дека само една дремка и баш се радував на таа една дремка за да можам да се искомбинирам и да може да прошетам и било што. Денеска на меню за ручек, една секунда, ќе ставам да се пече црн патлиџан, модар патлиџан, тиквица и сладка пиперка и ќе направам поховани прсти, веќе ми се во фрижидер, ги зачинив со сенф и зачини да одстојат. Ова иде у канта. И ќе испражам уште компир, така што тоа нешто лагано, да кажем, за јадење. Лагано, не е баш лагано, но за мене е лагано. На Марија ќе направам посебно зеленчук на пареа и ќе ставам месо со минимално сол, чисто колку за вкус. Исто стекче и тоа ќе биде денеска оброкот. Од Савајле се отворивме што може да најде, ништо не ќе да јаде. Ај, многу е топло, значи не се издржува колку е топло. Мислам дека гледате колку сум светната фаца. И сакам да му речам на таде овие денови да отидеме да одбереме еден вентилатор или нешто, зашто стварно не се издржува колку е топло станав. Една тура више почна да се пече, сега ќе ставиме и втора. Тиквичките не ми ги собра и уште некоја пиперка ставив. Шо и да на направи? Окей. И сега тиквиците ќе ги ставиме да се прават. Колко е топло, ова не се издржува, мајке ми. Вака во Германија никогаш не било топло. Искрено. Све се порамети тука. Тура е направена. Како ми се јаде сега. Не можам да ви опишам. Правам сладолед од ова, затоа што ми бараше да го отворам, а не сака да го јаде и константно фрламе храна. Ми е жал, искрено ви кажам. Иначе од Хака, Македонија нарачено. И онака сака да јаде сладолед, барем ваков ќе јадем. Ќе го ставам се у фрижидер и тоа е тоа. И еве сум при крај со поховање на месото. Прво во брашно, тоа во јајца и ливни трошки, али овие се крцкави, некои јапонски ливни трошки. Прва ми од Словенија не ги носим, многу ми се убави. Ќе идеме да купиме клима вентилатор нешто. Зошто луѓе не се издржува. Значи јас еве сум 5-та година терам во Германија, никогаш не било вако топло. Буквално седиш и потече од тебе, значи претопло. И мора да се најде решение, така што овдека класична нормална клима не е дозволено да имаш. Ама затоа ние ќе најдеме солуција и најакиот момент е што секогаш се излагам од дома со папучите што си одам дома. Значи хит, ама тоа е.
Иначе учиме Марија да следи сама позади. Да видиме колку ни е успешна сега. Не знам. Еј, што ќе кажеш ти? Што ќе кажеш ти? Кај ќе одиш сега ти? Што имаш во рака? А што? За викенд ќе пливаме? Ќе оставиме базенот? Да? Добро. Много е смешно што цело време као разбира све. А ништо не разбира, ами разбира, шала на страна, знае точно што сака. Денес кога се бајле нерви скинав 5000 пати амам, ајде направи едно јадење нејке, направи второ јадење нејке. Ја не знам до која ќе трае оваа фаза и на крај знаете што сакаше цел ден да јаде маслинки, тоа само зелени маслинки. И ништо друго нејке да јаде освен зелени маслинки. Пие вода и млеко нормално, константно млекото е, не знам, не може без млеко, нема теоретска шанса. И не знам што правам. Што сакаш? Музика бара таде. Она навикната на музика и дома мора да има музика пуштена и у кола мора да има музика и секта мора. Јаме ова клима вентилатор. Јас сакам да видам и у екшн да видам што има. И гледаме ова, се врти, се ротира, има 9 брзини и е 150 евра, а ќе видиме сега и да екшн да видиме што има, како на овие другиве се играчки буквално. Еве, ваков ќе земеме, таа да вика поевтина варијанта, да пробаме прво да видиме што и како, да не ги фрламе парите за џабе. Би требало да вршат работа, така што пробаме. Она се смее, она нема страф. Никош доста од стегачи и цела корпа ја напуневме кој повеќе. Шо сакаш ти, мадам? Шо се прљава во устата? Сега ќе плачете нешто што не е купено. Стандард прич. Има вакви на гес. Види колку се тука ефтини. Господица Мица, видите? Се сака да пати, све е радознало, се сака да види. Све прави хаос. Опа, малце падна, добро, ништо. Браво! Јао, татина керка, мајко мила. Мојот помошник се усиса фудола и она мора да помине со мама. Да, ми помага, многу она помага. Шо приш ти? На кога помагаш ти? Пази, тоа немој во уста, го ставаш мама какано. Видиш какано бјак? Ајде ги наместиме. Што сакаш? Таму ти дува климата. Тргни се од таму. Топло ти е, нели? Ги пуштив климиве, значи бркаат работа, што да ти кажам, едната ствари само ја пуштив, сега и другата не може, многу ми е смешно. Чистиш? Браво, љубави на мама, мал помошник. Мал помошник. Ајде чисти, мама, чисти. Браво, сонце моје, браво, мајкина. Браво, злато, браво. Инаку правев пинџур за ручек, тоа се што го правам и немам толчник и толчам со сукало, значи се поживи. Битно се прави. Сме мртви, уморни, мртви. Гладни, Марија, ме боли, мама, ме боли! Денеска е многу хиперактивна и само биди крај, све во уста пика, цела на фулана. И 10 пати на Хајди водата ја отпорна. И е исто. Да ви покажам како излезе пинџурот. Не е лош, да имав толчало, многу подобро ќе изгледаше, ама кој за прв пат е супер. Она само леп би да јаде, ништо друго не ќе да јаде. И маслинки. Тоа е тоа денеска што јадеме, леп и маслинки. Мајко мило. И малце јогурче. Пративме одма јадевме и не стигнавме да ви покажам што уствари купивме од... Еј, таа се врти таде. А како направи да се врти? Тоа што паметно знае. Леле, зема да ги мести климите, тоест вентилатори. Денеска е цел ден Марија само плаче. Се удри? Се кара за кеса. Стандард прича. Дојди. Ела кај мама да им покажеме што сме купиле. Дојди. Вентилаторите што ви ги покажавме,
беа 18 евра, 17 нешто. И јас сакам да купам вентилатор еден, што ви го покажав предходниот, 180, 150 евра. Еве, и по цели денови сме На, повели, ајде готви се. Готви. И иначе гледате, ме следи камерата. Така мести. Ама што е тоа? Ај на ова. Ајде, повели. Еве ти го овошијата и зеленчето. Брз. Да се навратам на темата уште 100 пати. И таа вика, ајде ќе пробаме, вика, со вие ќе земеме две, као поевтино да платиме и плюс тука е многу ретко топло, дури чудно ни е дека требаше. Еве, јас сум 4 години тука, таа е 7 година тера. Никош не сме требале клима, значи буквално. Али како и да е, супер се работат работа, иначе се купени од Action и мислам дека ќе идеме да земеме уште една. Една за Словенија, оствари, и една уште за успална, за чисто колку минимално да пролофтира и тама. Покрај тоа што земавме тоа, потрошив купно 120 евра и искрено за 120 евра свашта нешто изнакупував. Купив вага, затоа што се мерам. Не сум се измерила, не памтам од кога. И сакам да почнам веќе почнам да внимавам што јадам и колку саат јадам и така натака, зашто сакам да ослабам. Имам сега 56 кила, така нешто, што за мене е тоа многу. Таа килажа бев кога останав трудна со Марија. Иначе најмногу купувам постелнина во Action, затоа што имаат 100% памук и навистина постелнините им се преубави, ги обожавам. Купи вакви бели сега за лето. Имаше и ленани, се мислев дали такви да земам, ама искрено ленот ќе треба да го пеглам цело време. А ова е переш и местиш буквално, без проблем. Сега ќе ги ставам да се исперат и утре ќе си ги наместам. Многу сум среќна кога ќе купам постелнина. И постелнината оваа беше никој си 20 евра, ако не се лажам, така нешто. Више не знам на колку. Зема вакви за чистење пот, овие ми се најубави, искрено, и најубаво мирисаат и се за луѓе кои што чуваат животни, мада што на сите што сум ги кажала, а немаат животни, им се феворит. После тоа земав вакви за прашина. У Action би се најповолни средства и се. Вакви земав за веца школка, гел за веца школка земав. Што во продавница, например, ќе отидеш, овој ќе ти биде некој си 3 евра, а у Action го плаќаш евро и нешто. И тоа ми е супер. Никогаш доста од бели чорапи, овие им се преубави, се исто памучни. Земав стегачи, едни на мајка ми да ја однесам, другите се за мене. Инаку имаат најдобри стегачи, искрено, значи јас имам огромна коса и ништо не ми држи како нив. Забни четкички онакви за чистење. Уште едно средство. И земав маска за коса, сакам да ја испробам, ова е со арганово масло. И другарка уствари ми ја препорача, тоа е ова. Ми ја препорача другарка и ми кажа дека е многу добра и беше некој си 3 евра, ако не се лажам. Многу убаво мириса, баш убаво мириса. И ќе видам ако ми одговара, а е 500 мл, реално е топ цена. Ако ми одговара, ќе се ја земам и за Словенија. Така што тоа е тоа што купив. Инаку, веќе видов започнам да чистам, правам генералка пред да одиме на умор, иако имам месец дена. Све вадам од кухина, све препришувам, не снимам ништо премногу, зашто мислам дека ќе ви биде дозабен контент. Али сум жива вода исподена и е тоа добар тренинг, не знам како да кажам. Преуморна сум, ама морам ова да го средам и да завршам и
ќе ми биде многу полесно на мене да се вратам и све, не дека тогаш не да исчистам, пак ќе исчистам све. Ама секогаш сум така научена од мајка ми, пред да одиш на одмор, нека ти биде средено, за кога се вратиш, колку толку, или нема никој, ќе ти биде уште почисто, полесно за да исчистиш повторно. И тоа е го практикувам. Сега ќе допунам улја, се што ми е потребно и ќе дочистам оваа страна. Овдека беше изчистено, ама сега све префрлив од тука тамо. И уште ќе ми остане под да ја пребришам кујната и да изчистам умивалник, да испарам уште флашите на Марија што ми се останати. И кујната сум ја завршила. Ќе видам како ќе бидам со енергија, пошто Марија ми спија, може ќе фатам и остава да ја средам колку толку денеска утре да завршам ако не успеам све. Ја завршив конечно кујната, ми остана само уште под, ама тоа сакам све да исчистам, па после да го средам подот и се ќе исечам диња да јадеме се таде. Он се врати од тренинг, фрливме и ѓубре и све, ја прошета Хајди и малце се видиме ние двајца, идам да се туширам и легнам да спијам, зашто сум капната буквално, а е 10:20 скоро, така да е време за спиење за мене. Добро утро, другари! Секој со својата работа од Себајла. Ва молам, госпожата само да ја видите. Што работиш ти? Ги носиш на татко ти папучите на сите соби? О мај гад, браво! Омилени се тие папучи на татко и сака да ги облече, ама не сваќа дека се едно 150 броја поголеми од неза. Зашто плачеш сега? Што е работата? Еве ти е другата. Ајде. Ќе им покажеш кои се тука? Ајде им покажеме што има тука папучките. Ова е мама Зои кога беше плава. Ова е Луиджи на Марија, омилениот цртач. Ова е баба Ксенија. Love you, mom. И тука има сваштарија. Така, мама? Што е тоа? Ава. Добро, што е тоа? Што има таму? Ва. Добро. Инаку јас земав таа места малишта да пуштев уште една машина, имам уште 2 или 3 машини и сум тука местам, диплом, да би рекла. Ноќеска Марија ми стана во 4 и мислам претходно стануваше за јадење нормално, ама многу се напнав искрено. Таман заспав ја, зашто чиста вчера, она ми стана. И неки ще спија до 5:30, таман заспа она, јас не можев да спијам и ми се прекрши сонот. Така што тоа е. Немаме што да кажам од таа гледна точка, ама јеби го. Нормално е све. Неверојатно нешто ја мачало. Тоа. Морам да средам, значи да испеглам постелнина, да сменам постелнина. После ќе му речам на тати да изнесе он надвор малце да шетаат. А јас да можам да завршам. Сакам денеска најкасно, ајде да кажам утре, да ми биде све завршено дома. И да можам ја да уживам за викенд. Буквално. Сакам да почнем и од теретана и ќе видиме дали таа желба ќе ми се исполни. Бар месец дена да повежбам кој што треба. Само што ми пристигна Тему пакет. Имам соработка со нив и код за бесплатни производи, ќе ви го оставам и овде. И сега да видиме што нарачав. Инаку нарачав гардероба. Таков ни е овој серијал и нарачав едни штикли, па да ви кажам искрено, и не изгледат лошо, овие се сега знаете дека модерни ин. Многу се меки, тоа ме изненадува.
али не, таман ми е бројчето. То, морам да ви покажам како стојат. Не го гледајте хаосот наоколу и јас вака у пижама распашувај. Чекај да зумнеме ноđe. Еве ги. Многу се удобни, иначе земете се поголем број. Јас земав 37 и среќа што земав 37, дури 37-мицата ми е малце кнап, ама окей е. Почнав ружак да правам, не сме јаделе паста давна, нашата омилена, така што денес пиеме на тоа. Тоа е за нас, тоа е за Марија. И тати и Марија јадат маслинки. Марија обожава зелени маслинки, да по цели денови, овие 5-6 дена јаде само маслинки. Да ја пофалиме на неумноста. Јас спална да исчистив, ми остана уште кујна подат и сега што ја денја го правам да го средам. Дневната дострадам и таа другата соба и ходникот, тоа е тоа. Имам уште една машина да испарам. Све сум завршила и конечно можам да седнам да снимам видео што треба да снимам и да сработам се што имам, што ми стои и ми тежи на глава. Комшијата има зајак, мислам дека свативте по видеата што ги снимам стално. Марија го обожава и зајак и значи баба или бани и цело време сака додека него и многу го сака човекот. Сега ви покажам да видите што направи, таде го слика и викаме кој е ова. Чекайте. Од почеток. Еве. Кој е ова? И затоа што они пред со устата. И она в ствари така кажува кој е. И е многу интересна, многу е сладка и сите комшија сакаат и можам да ви опишам. Иако е доста плачлива Марија и вика во ниедно време некогаш, супер ни се комшиите и искрено ви кажам, до сега, од кога сме дојдени во Германија, да не се подречам одека имаме најдобри комшии, најдружелюбиви, најгостопримливи и се нај, што можам да кажам за нив. Иако здравје Боже кој ти судиме, единствено тоа ќе ми биде многу криво, што комшиите не беа стварно супер. Што јава? Ти падна? Ништо страшно не добро. Изручкај. Убава е пастата? Вау, колку е убава пастата, мама. Многу сме гладни ние. Нјам. Види се каква си. Види колку се пријава. Види се каква си. Беше пун тангеров, така што денеска сум задоволна колку издала. Значи, толку сум уморна, не можам да ви опишам. Ми остана уште ова чудо овде да го средам. На Марија лиштата ги пикнав да се перат, тоест да се сушат више. Исправ све, уште едно ствари машина имам, ама таа ми е скроз пуна. И ми остава да ја средам, ама тоа утре ќе ја направам. Со храната си што е отворена да земам да фрлам, да нарадам кој што треба. Значи не знаете колку сум уморна, нозете не ме држат буквално, ама тоа е што е. Сега ќе се пуштам некој подкаст да гледам и да диплам во мир, да се посветам малце сама на себе, сакам да намонтирам едно видео и од утре се паќам за работа, имам да снимам пратката што ми стигна од Тему. Да го снимам тоа видео, да го постирам и чекам да видам дали уште еден линк треба да ми пратат некој од Тему. И сум го завршила тој квартал што ми беше договорен, па чекам да видам што и како ќе биде, дали ќе има уште еден или нема да има, или ќе се чека, што и како ќе се случува. Не можам да ви опишам јас колку сум, стварно сум уморна, милиони пат го кажам тоа. Али сума сумарум е окей. Марија се продолжи да спие. Многу ми е мака што не ја изваѓам денеска зашто заспа количка и така заспа. И е малце така прљава. На чиста постелнина, нешто што највише ме вади од такте тоа, али тоа е. Никогаш не можеме ние да ги планираме сите работи, така е како што е. Се гледаме се вали. Ćao. Guten Morgen. Stana Marija, колку стана за вело 6, не?
6 и нешто стана, госпожа на разбуди. Лежеше као дека ќе спие со нас. Не, сака да си играва вав. И хајде се качи, и ајде стана они тројцата. Настеја да отспиам до 9. И еве сега искочивме надвор убава, не е толку уште јако сонцето, затоа ја носиме и хајде со нас. Идеме на доручак и на пазар да купиме некои работи што не требаат. Па ќе се вратиме дома и како се вика Марија да одспие, ако не ми заспие количка. Да одспие, таа да иде на тренинг и они ќе одат во базен. Во базен решите да оди? Да одите или во игротека? Ќе видиме како ќе има расположение. Извината, не ви се мешам. Денеска имаат... Добро. Имаат 3 деи од мама. Да, многу. Многу ми љубоморам. Добро. Јас имам за снимање неколку реклами и морам и да се депилирам и ногти да правам, видете ми ги ноктите. Значи, овде канџи ми се, буквално. Али мислам дека ногти утре ќе правам и ќе се депилирам или вечер, а да ги завршам кампањите што ги имам договорено, за да можам да измонтирам све и да ми биде полесно, зашто кога е Марија дома е многу потешко да можеш да направиш нешто. Тебе ти треба пример еден кадар, а она баш во тој момент сака тама да си игра. И сето е нормално, дете не може да разбере и заради тоа они ќе одат да си шетат и да си прават, да си градат спомени додека се сами. Друго што ќе правам денеска, ручек треба да правам. Ќе правам најверојатно пилешко во бел сос со печурки или со прилог нешто, немам појма. А утре сакам да направам пинџур повторно, затоа што беше преубав пинџурот и овој пат земав малку повише и патлиџан и пиперки за повкусен да ни биде. И ќе имам за 2 дена ручек на ова топло, искрено ница готви, ница прави нешто. И тоа е тоа. Мислам дека денеска ќе го завршам овдека влогот во денешниот ден, уствари. Ќе го завршам влогот и утре ќе го пуштам, па од утре да снимаме нови видеа. Иначе исто така се заборавам, дали денеска, дали утре ќе успеам, мора да снимам, или понеделник, не знам како ќе бидам со време, морам да снимам видео на тема доање и тоа го ветувам више долго време и одбивање и така натака. Така што бидете на каналот и верувам дека на многу од вас ќе ви помогнат моите совети, кои што јас ги поминав и кои што јас ги научив. Обожавам братвуш да јадам, ова е германско јадење. И комшијата ствари ги прави, другарот на таде и се предобри. Додавме дома, матам ја камерата и стандард. Маричка си стана од пиење. Жива вода е она, жива вода сум и ја. Значи, колко е топлова, не е нормално. Што сум се направила овде? Нешто, или ми е некоја друмче, или ми е од јадење. Појма нема. Уживаш? Кати, мека, бубо. Што имаш тука? Што е ова? Што е ова? Што е да? Кај? Што е тоа? Како викаш ти Ава? Што гизеш? Што ќе кажеш? Што сакаш? Не може ти да го носиш. Много е кенкава, значи цело време само плаче нешто. Иначе им правам овошна салата на базен. И за кратко ќе одат они па јас да работам. Куми се спие. Ево им го овошето спремно. Идеш, Марија? Каде? Ќе одиш чао? Ќе одиш да се бањаш? Ајде. Спремна. Ој, спремна.
Ајде. Чао. Чао. Ајде ти не можеш да базар. Ајде, дојди вама ти со мене. Ајде. Вишно. Кажи чао, чао. Бај, бај. Ја изгорев, не знам како да ви кажам, од 20 сум снимила претопло, значи денеска е стварно најтопол ден до сега во Германија. Инаку морам да се пофалам дека сум ослабена неколку грама, се зезам. Скоро 1 кила сум ослабена и тоа е супер. Ја вака не изгледам преголема да кажам. Можда и камерата не ме прави толку и се, ама јас не можам да се поднесам, значи овој стомак овде доле мене многу ме нервира и тој претходно си го имав, ама сакам да го снемам. И исто така многу целулит ми се појави после пораѓај и многу ми стана растресени нозете, што тоа мене многу ме нервира. Не сум почнала уште да вежбам, следна недела треба да идам да се пријавам во теретана и конечно да стартувам, макар ете 4 недели имам, 4 недели многу добри резултати може да се направат. Иако вака звучи малку време, ама ако си активен и ако добро се храниш и внимаваш и вежбаш се, може многу добри резултати да се направат. Не ме прашувате од каде знам. И конечно завршив се што требаше да снимам. Мислам имам уште 1-2 видеа што треба ги дозавршам, ама степ бај степ. Супер и толку што сум направила. Утре мора да се депилирам, ногти да правам, сакаме да идеме да береме јагоди, тоа ќе ви снимам, ќе биде многу интересно. Тука ќе се одјавам и ќе го одјавам овој влог. Се надам дека ви се допаѓа и гледам дека сакате да не гледате и дека уживате во ваков контент неколку дена со нас и што правиме се. Иако не снимам се, стварно не успевам, ама здравје Боже и та полека ќе се уходам и ова. И ќе бидам уште поактивна и уште поинтересни видеа ќе снимам. За крај не заборавајте да ми ставите subscribe, затоа што нас, поточно мене, најмногу ми значи и ми дава мотивација да работам се повеќе и да сум се поактивна и да измислувам уште многу нови видеа. Ставете лайк, ставете subscribe и коментирате го ова видео. Се тоа е бесплатно, за вас можеби ништо не кошта, а за мене многу значи. Чао, имате си убав ден, а бога ми и убава наредна недела.